Не отру 3 месеци дека ќе има првиот пат кога го дестабилизација. кажу, еве го свативме сериозноста. И Вториот сега- пат кога го кажа веќе нема сериозност. Третиот пат е заебанција, четвртиот пат вика не сум рекол такво нешто. Ајде да видиме што не излажал Мицкоски денес. Да. Како што се сеќаваат граѓаните, неколку недели, речиси месец дена се најавуваше дека во Македонија од септември ќе се случи дестабилизација. Јас подготвив неколку такви изјави на Мицкоски, па предлагам да почнеме со првото видео да го слушнеме што најавуваше премиерот од септември ќе се случува во Македонија. Уште 2-3 мечки како мечка, борбени и можно е да се управиме. Кажи фала бе. Фала брат. Он си знае. Да. Ова рамото Не ме ни боли. требат Ова уште ме 2-3 боли. мечки. Браво, Супер си мечка. бе брат. Супер. Може. Имаме информации со кои што располагаме и кои што се информации добиени по повеќе канали, дека раководството на Демократската Унија за интеграција, ова раководство на Демократската Унија за интеграција, во обид да го заштити капиталот кој што го создаваше изминативе 20-22 години, ќе превзема чекори во насока на дестабилизирање на државата, што е многу значајно да се спомене. А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. И очекуваме тоа да се случи ова есен, за основа на тие информации кои што ги имаме. Значи, Мицкоски вика, раководството на ДУИ подготвува дестабилизација на државата. Внимавајте и памтете што зборам. Раководството на ДУИ подготвувало дестабилизација на државата. Ајде да видиме второто видео. Пресо ви сте збореле за дестабилизација. Дали стоите уште на вашиот став за дестабилизацијата и како го коментирате средбата на шефот на ЦИА со премиерот Курти и председателката Осман? Па што се однесува до второто ваше прашање, јас би се воздржал од коментари, бидејќи сепак тоа е друга држава, официјално лице на безбедносна агенција која што доаѓа од друга држава, нити ја знам темата, нити ја знам причината, нити па знам што се разговарало и би се воздржал од било каков коментар. Претпоставувам тие најдобро знаат што е тоа што е таму разговарано, исто како што јас не сакам некој од надвор да се мешува на внатрешните работи на мојата татковина, така и јас не би сакал да коментирам случувања надвор од интересите кои што ние како влада ги имаме. Што се однесува за дестабилизацијата, информациите се такви какви што се. Сите оние кои што од голтари станаа милионери и владеа со Македонија изминативе 7 години, сите оние кои што дивеа на улиците и тука во главниот град, но и во ширум целата држава, имаат интерес да ја дестабилизираат, затоа што тие се најсилни и највешти кога има нестабилност. Но ние како држава и како влада ќе се бориме за стабилна држава и ќе се бориме за стабилни институции. Затоа што демократијата подразбира стабилни институции и ние се ќе сториме да ги заштитиме институциите. Така што гледате, законот мора да важи секаде, законот мора да важи за секого и тука работиме заедно со нашите партнери. Јас сум благодарен за тоа и уште еднашка секој оној кој што работи во насока на силни, стабилни институции, за мене е човек кој што е родолюб, кој што си ја сака својата татковина и јас тој го охрабрувам и секогаш ќе го поддржувам. Па ете се спремат за новите автобуси од Прво, Мицкоски. Прво вака, една работа да те прашам. Ти, пред да станеш советник во владата на Груевски и директор на Елем, ти што беше? Бизнисмен? Богат човек?
богаташ. Што беше ти? Да ти кажам што беше? Пред да станеш советник на Груевски? Си кажа сам. Демек ти не Голобрадо момче беше. Ти не беше голобрадо момче? Не беше ти голтар? Ќос. Кога стана ти со Саати и Ивеце? И со Бриони? И со Зења да се занимаваш? А? Од секогаш ти си бил на висока нога? Така си роден? А? Демек, овие голтари биле станали милионери, а ти? Пред да влезеш у владата на Груевски како советник, што беше? Со што влезе таму? Со Rolls Royce? Со такси? И со Casio? Со Digitron Casio? Сега и веце. За да биде математички прецизно. Немој вака. Немој вака. Тој позади тебе од десната страна, он што бил кога влегол во политиката? Голобрадо момче. Тој уште е голобрадо момче. Мислам, Ацо е уште голобрадо момче сега. Башки младолик. Што бил он кога влегол во политиката? Младолик. Бил бизнисмен. Што бил он? Голтар. И се станал милионер. Благодарам на прашањето. Да, инаку да. Прашањето очигледно ти беше наместено, бидејќи кажа благодарам на прашањето. Не, тоа Ајде да сега видим. се заблагодарува на прашањето. Ај уште едно да видиме видео. Пушти трето дестабилизација. Една коалиција на луѓе кои што се манипулирани, но и на луѓе кои што точно знаат што прават со криминално стекнати пари. И за да го заштитат сето тоа, свесни за одговорноста која што следи, тие ќе се обидат на секаков начин да внесат немир, да ја дестабилизираат, би рекол, состојбата во Македонија, затоа што се свесни дека оваа влада има амбиција и тргна, би рекол, многу жестоко во исправање на грешките кои што тие ги направија во минатото. Но исто така, влегуваме и во жестока борба против криминалците и корумпираните политичари и поединци. И тука ќе нема исклучевци. Ова е пред 3-4 дена. У Хрватска која беше. Изјава дадена. Ајде да видиме што вика денеска Мицкоски за дестабилизацијата. Премиере, во една ваша изјава пред медиумите за законот за јазици сте кажале дека треба да се почека одлуката на Уставен суд и да се почитува истиот, а вашиот коалиционен партнер господинот Меджити па и Дуи во секое време кажуваат дека сега не е време да се игра со тој закон, пошто може да води до дестабилизација. Ваш коментар? Не верувам дека ќе има можности за било каква дестабилизација, но вие бидејќи мене ме прашавте, јас ви дадов одговор на тоа прашање. Јас сум човек кој што законите и уставот ги почитува. И не очекувам било кој што добива плата, ужива привилегии на грбот на граѓаните овде кај нас, да не ги почитува македонските закони и македонскиот устав. Можеби и мене ми представува проблем нешто кое што е направено изминатиот период со уставот, и колку и да не се согласувам интимно и сум против тоа, како што е користење на придавката северна пред нашето име, кое што е дел од нашиот устав, јас додека обавам оваа функција ќе стојам пред тој знак, затоа што не сакам на тој начин да го навредам македонскиот устав и македонските закони. Ај сега на овој... Чекај. Че. брат, ама после ќе го искоментираме тоа. 3 недели збори за дестабилизација, денес вика нема да има дестабилизација.
3 недели прави паника у јавноста, дуи се спремале, не знам, бунт ке правеле, вооружени групи од Чаир, од ова, филмови праење. Денеска вика, не, ја не верувам дека ќе има дестабилизација. Милош, прво и основно, дестабилизација не се најавува, дестабилизацијата ја решаваш, не можеш така. Како е тоа најава, не ќе правиме ние игра, ќе играме јампа у најава. Управо ќе Ако се имаш сообраќај. ти, па баш, исто ко К15, за жал, како може дестабилизација у државава, ти најавуваш, ќе има дестабилизација. Не, има институции, има безбедносни сили, си ја решаваат ако има некои информации дека ќе има дестабилизација. Од кога дојде како премиер, Мицковски на секој излагање ќе има дестабилизација. Па чеке бе, ти не си презентер на временска прогноза, ќе има облачно време, ќе има град. Кажуваш дека ќе има дестабилизација, тоа не кажуваш, во првата мислам дека ги посочи Дуј. Да. Па добро, ти ако имаш информации, безбедносните структури од државава, ако имаат информација дека има од ДУИ некој или дел или групи од ДУИ кои што ќе прават дестабилизација, се знае како е постапката. Се уште ќе се играме држава. За мене уопште не е смешно, ако гледам дека се смееш. Ама за мене ич не е смешно. Ма јас се смеам. Затоа што најавуваш дестабилизација од кога дојде Мицковски на власт до сега, секој ден или во секоја прилика кажуваше дека ќе има дестабилизација. Абе луѓе, не се најавува дестабилизација. Одиш и го решаваш проблемот. Ама И очигледно лажал. пази, не кажуваш дестабилизацијата како ќе биде, што? Ќе се пали, ќе се гори, ќе се тепаме, што ќе правиме? Ама денеска кажа Требаш дека паника. лажал. Дека лажал 3 месеци. Или он стои под зад таа дестабилизација, нема друго. Он нити дестабилизација ќе имало, нити они имаат информации дека ќе има дестабилизација, ниту имаат индиции дека ќе има дестабилизација. Они немаат никаква информација за дестабилизација. Они симулираат пиарот на Вучич, кој што секогаш кога ќе се најде во тесно, кога нема што да каже, кога му се пропаднати проектите или кога нешто излажал и го фатиле улагата, излага прво Дачич, вика нама се спрема дестабилизација државе, па после излага Сериозне нападе. Да, па после излага Вулин. Државе Квинте. После излага Вулин и Вулин вика ми смо детектовали 2 терориста на граници код Копаоника. И после излага Александар Вучич и вика ние се подготвуваме и се спремаме за дестабилизација на државата и пушта 3 камиончиња со војска на граница и ги снимаат и демек еве стварно ќе има дестабилизација. И тоа е пиарот кој што ги покрива сите други вести. Значи они немале никаква. Ама тука не му проаѓа Они тој нема, пиар. ама како? Кај му проаѓа тој пиар на Мицко? Како му праја? Сите си Просекот на Абе, сега, добро, без разлика. на IQ во Македонија е 87,9. Днеска знаеш каква тежина има некој кој ќе излезе премиер и да ти Чекај, каже чекај. тебе ќе има дестабилизација? Има, ако излезе Груевски го каже тоа. Кој што од Груевски Па затоа ти викам или зато никој. Не, чекај, ти не ако можеш излезе да се Груевски зезаш со дестабилизација да Груевски кажуваш. излезе и каже ќе има дестабилизација, бидејќи Груевски никогаш не го сваќал тој збор како нешто така да си го расфрлаш. Туку тоа е многу сериозно многу сериозно. обвинување. Пак доаѓаме околу сериозноста. Сериозно е кога доаѓа од премиер, од председател на влада кој за себе има кредибилитет и релевантност. Па ово има А ние кредибилитет имаме, ради 400.000 ние што го имаме гласале кредибилитет и релевантност од човек кој што збореше дека ќе го врател името, ќе го укинал договорот од Преспа, немал да го почитува новото име, ќе го репреговарал договорот со договорот со Бугарија и така натаму. Прво што прави кога доаѓа на власт, министер од негова влада вика се извинувам Северна Македонија. Он вика се извинувам, не можам да го прескокнам името, Северна е државата. Се извинувам, ја морам да стојам пред Северна и тога губи кредибилитет. Губи секој кредибилитет. И не може, како да ти кажам, тоа за малку поинтелигентната популација го читаат, да, дека не станува збор за дестабилизација, туку станува за покривање на некое срање. Но тогаш Мицко не стопе во срање од кога да е. И затоа цело време да станува дестабилизација. Да е.
И сега што се случува на крајот му викаат добро. Дојде септември, дестабилизација нема, странски фактор му викаат може ли да ги видим информациите што ги имаш за дестабилизација, бидејќи најавија од Стет департментот дека они се во комуникација со владата околу најавите за дестабилизација и се веројатно му викаат Стет департмент дај да видиме што имаш ти за дестабилизација и он пред да ги испрати тие документи и наводни пронајдоци за дестабилизација, за подготовка на дестабилизација, он излага на јавна сцена, си нарачува прашање и вика нема да има дестабилизација. За да им одговори на странскиот фактор, нема да има дестабилизација. Еве јас и јавно кажав. Сега те разбирам. Чекај. Ама сепак збориме за дестабилизација, ало. Ама има и втор дел. Панче Вика Тошковски. никош не кажал. Тоа па башка, тоа па не сакам да го дискутирам. Чекај. Затоа што види, тежината кога ја кажува премиер е една. Ама ја, извинете што се Ама смеам, ова е ама се страшно. смеам затоа што овој човек или е луд, Лута. или е барон Минхаузен. Не, лута е, скроз. И едното и другото уствари. И он е лут, и нас сака И не во знае право. веќе И што нас излага. сака да не прави будали. Може да го видиме. Бил не му и помага на второто, овој, треба дека нешто нема да форте. има дестабилизација, дека никош не кажале такво нешто. Да сите не прави како да сме без памет. Појаче само да го. Премиер е меѓу законитоста и уставноста на законот за езиците и политичката одлука, на која страна тежи повеќе вашето посветување и дали сметате дека пред да делува Уставниот суд, за да не се прави овој притисок кон Уставниот суд и другите судови, сметате дека може, например, да има една лидерска средба или Советот за безбедност да се свика кон претседателката на држава, за да не се прави тој притисок и да се знае дали ќе има точно дестабилизација, каква ќе биде, пошто од вашиот министер за внатрешни работи беше кажано дека има информации за можни дестабилизација. Не, напротив, мислам дека погрешно го цитирате министерот за внатрешни, тој рече дека нема индици за загрозување на безбедноста, нешто за кое што и јас во минатото често пати зборувам, дека ситуацијата во моментот е стабилна и дека таа ситуација е таква каква што е. Чекај. Не. Чекај. Па зато ти Некој рекол дека ќе има сериозноста треба да дестабилизација? се свати. Не отру 3 месеци дека ќе има Првиот пат кога го дестабилизација. кажува, еве го свативме сериозноста. И Вториот сега- пат кога го кажа веќе нема сериозност. Третиот пат е заебанција, четвртиот пат вика не сум рекол такво нешто. Сите не прави дека Пази, сме без памет. ние сме членка на НАТО. Да. И кога ти као членка на НАТО, Тоа сакав да го кажуваш дека потенцирам, има потенцијал за дестабилизација, се Тука интересира и нормално. НАТО. Па И нормално. НАТО ти вика дај ми информации за таа дестабилизација. И сега он нема информации за Те дестабилизација. разбрав јас комплетно. Да им ги испрати, нема такви информации за дестабилизација и сега он одрекува дека некогаш кажа дека ќе има дестабилизација. Кловн. Али поголеми кловнови од него се тие кои што му верува. веруваат. Да. Така? И што му дале поддршка. Е така. Да не го министерот таму да го пуштиме. Он вика не, ни министерот не рекол дека ќе има дестабилизација. А министерот Панче Тошковски за велијата, што ги каже Мицко, тој мора да повтори да потврди. Да, вика, он има, имаме информации, некои работиме на тоа, ќе ги сработиме. Е тоа е. Него дај додека го барате видеото, пушти ми ја сликата од Мицика. Која слика? Како голобрадо момче? Или како голтар? Абе, ова ја не го измислувам. State Department имаше соопштение. Имаше прашање поставено до State Department имаше соопштение во кое што ја известија македонската јавност дека поставиле прашања до владата во врска со наводите за наводна дестабилизација на државата. State Department го испрати соопштението. Да, Вучич може го советувал дека тоа му е добра манипулација со дестабилизација, ама заборавил Мицко дека Србија не е во НАТО. Така да неговата пропаганда тука малку е посериозна. Месар Касапинов мечка, Влашко Копиле. Ние сме полоши од властите, бе, глуп. Ние сме од тетовците, ние сме тето.
Чекај, види го какво? Голобрадомом, не, А, има ево брадичка, го. има брадичка мечка. Овој кога влегол во владата, како бил? Шо бил? Ова е шо бил он пред да влезе во владата? Ко наврнат. О, да. Скапи одела, нема Росен скапи одела. Зајак. Нема скапо одело, Знаеш шо бил Росен Зајак? раката му е доле затоа што носи Касио, иначе сега му се цело време над микрофони рацете за да му се гледа и вецето. Ова шо е? Кој избацен И од како поплава. сега он стана милионер? Код поплава. Како стана Да, милионер избацен он? од поплава. Он од што стана милионер? Он дојде од како? Од милионерско семејство? Од кај дојде? Да, и само по имотниот, иако таму нема пријавено многу работи во имотниот лист, и само по имотниот лист да се водиме, треба да видиме од професорска плата како дошол до тоа. Што работел плюс? Еве, вели сад се во редовен. Та вика контекст со мечка, овој не бил у Ѓорче да види какви копилија стварно сме. Не бил, затоа збори глупости. Многу му се допуштило излеко мал. 360 објавува на 20 август годинава, вели сад се во редовен контакт со владени функционери по изјавите на Мицкоски за дестабилизација. Абе Значи, сериозна он го- работа го е тоа, кренал не е алармот. зезање. Чекај малце сега да го видиме овој. Е, уште ли да го гледаме? Абе чекај овој господинов Што е исклучителниот од потекло од лоза, од Да, кралство? овој филантропов. Од кралов. Филантропов па влегол у политика Да, со да. многу пари и немал потреба он да станува милионер. Да, овој бил голтар пред да влезе у советник у влада и директор на Елем и после тоа заедно со директорот за производство, во тоа време Кочо Ангјушев, него му е директор за производство, Да. договараат И му се- производството за следната. Кочо, Чекај да го Ангјушев му ги докажам. отвара очите. Производството за следната година какво ќе биде и си договараат, значи следната година ќе ги набавиме од овие фирми тие лотови за струја, ќе си земеме проценти и он така станува од голтар милионер па влага у политика. Постепено, да. И он за кого збори сега? Прво треба да се погледнеш сам себе па да збориш за другите. Што ми го избиш овој бе? Па навредува цела ова, Бесар Касапинов, абе не замаре клошар еден. навредува цела етничка заедница у држава, не. Го имаме ли панче? А, се сече? Се ренда. Го рендаме панче. Види. Ја не можам да Еве, сега сватам го со чита Милија Петков, добра. Ја не можам да сватам со какво право си зимаш да 3 месеци го лажеш народот дека ќе има дестабилизација. Практично го плашиш народот. Го плашиш, да. Сега Да, каков дефинитивно. и да биде, тој си еднаш народ, има луѓе кои што читаат меѓу редови, има луѓе кои што не читаат, веројатно има луѓе кои што сериозно ги сватиле овие најави. Ваква најава за дестабилизација ти одвраќа инвеститори у државата. И они веројатно имаат луѓе тука кои што читаат вести, кои што ги информираат што се случува. Имало дополнително, што вели Мечка, и реакција од Стејт департментот ја најдовме. За гласот на Америка изјавиле дека биле известени, дека внимателно ја следат ситуацијата и така натаму. Замисли колку фирми, странски инвеститори, кои што можеби сакале да инвестираат во Македонија, ги прочитале изјавите на Мицкоски и речеле дека нема да инвестираат во оваа држава. Замисли колку луѓе кои што сакале да имаат некаков деловен подвиг од септември у Македонија, еве наши бизнисмени, стопанска комора и така натаму, рекле, абе чекај дестабилизација, дај да се подсобереме малце. Да го подсобереме, че ги четок инвестираме наредната година. Ако се Замисли, ако се стабилизира работата. Замисли какви последици имала оваа изјава по психологијата на луѓето. Затоа што ти викаш доаѓаме ние на власт, ренесанса правиме, реформи и обнови, и сега викаш дестабилизација.